1912-15, прво било таа Патриотска лига, па после 19-20 е тамо негде формирана Ирската републиканска армија. Шетаат со золји, базуки, што се гледа дека се производство, веројатно кога Ира се договорила со енглезиве, што ги закопале негде или ги чувале по тавани. Золјиве, овие, кажи ги, базукиве, се гледа дека се од тоа време. Некои вооружување што ги носат тие парамилици, што веќе шетаат низ Белфаст, низ ова, се од тоа време. Изгледа ги откопале, ги извадиле од конзервирани, како што им седеле, скриени по тавани, по ова, по... Шетаат низ градовите у Северна Ирска. Чистат. Све што беше тамо мигрант дојдено, ја напушта масовно Северна Ирска. Исплашени се по животите. И не само тоа, овие новообновени паравојски парамилиции се овој пат, замислете, блиско поврзани со протестантскиот дел од населението. Значи, ирциве католици, Ира, Мира, патриотски лиги, вамо тамо, се сега у дослух, у соработка со протестантскиве милитантни, би рекол, нови групи, на кои што им дојдено довде политиката на мултикултурализмот и она што го доживеа Британија благодарение на таа Меркелова политика, доктрина на мултикултурализам, на населување на Европа со мигранти кои што се од различна вера, кои што не прифаќаат, кога ќе дојдат, не се вклопуваат добро во општеството, затоа што тераат да живеат по својот светоглед, според својата вера, според своите правила на живот што ги живееле во, појма немам, во Уганда, во Сирија, појма немам, во Липија, во не знам каде, сегде кај што имаше војни и така натаму и така натаму. И ви имате сега градови во Велика Британија, во Англија, како Бирминген, поправо се извинувам, кај што 54% од населението не се родени во Англија. Не се англичани, дојденци се, мигранти, како сакате кажете. Друга вера, огромен дел од нив процент не прифаќаат да се вклопат во, конкретно е не само за Бирминген, него и за други градови низ Германија, Скандинавија, Франција, кои што не го прифаќаат вредностите на домицилното население кога дошли, кои што се затвараат во гета, кои што се организираат во банди, кои што личниот опис на тие држави, на тие општества го сменија, со зголемен криминал над 2000%, над огромно зголемен криминал. Затоа што им беше дозволено да прават се благодарение на таа идеја за мултикултурализам, разлики, почитување на разлики, толеранција, политичка коректност, им дојде до глава. Дојде до тамо да ирците први рекоа, кој ве ебе? Ние ќе си ги заштитиме нашиот народ и нашето население, како што тоа го правевме у 70-тите од енглезите, од нивната опресивна политика, агресивна политика кон Ирска. Сега ќе го направиме, само нашата цел се други. Републиканството поврзано со современиот револти, без против дивењето на мигрантите и она што све им беше дозволено да го прават на штета на домицилното население. И внимавајте, уште побитната работа, многу добра, мислам дека многу прецизно се изразувам, најбитната работа, што ова радикализација на островот, без разлика што ние војове, ќе ви кажам како тоа лесно ќе дојде до ЕУ. И друго, имате во последниве 10 години 900 и кусур илјади, скоро милион мигранти примени од светот во
на островот, на Англија, Шкотска, Северна Ирска, Република Ирска. Скоро 1 милион, најголем дел од нив во Англија. Социјални пакети, социјални програми, помош, обезбедување на таа социјална помош додека не работат, тртмртни. На сметка на тоа, денар, тоест фунта, не е префрлена на сметка на домицилните населенија било каде, особено не во делот на Северна Ирска, кај што се протестанти. Оние што се со, оние енглезите. Оставени се на цедуло и финансиски, па има ли подобар комплот за почнување на бура на граѓан, стравот на граѓанска војна? Милитантите во Северна Ирска, дали се од страната на католиците, ирците, или се од страната на протестантите, иста порака пратија. Вчера ги гледав тој еден со зелена фантомка вака, зелена фантомка. Порака пред 5 камери, 6 камери, 7 камери. Порака, значи тоа цел свет го емитува. Вака им порача на британските политичари кои да се. Знаеме, ви ги знаеме адресите, каде живеете. Знаеме како и каде се движите во тек на ден. Кога тоа ќе ви го каже некоја пијандура пред гранапче, некој што поима немам се начукал со сардини и пиво, и која ќе ти го каже тоа, можеш и да не му поверуваш. Кој ќе ти го каже тоа, некој кој што најголема веројатност е дека потекнува од некоја разбудена, не бе рекол Ира, јас мислам дека никогаш и не се расформираше, него само се влезе во фаза на хибернација, на дремка. Кога ќе ви каже некој од тие членови на Ира, кои што излегле од хибернација, верувајте дека тоа е многу сериозна закана. Со нив нема заебанција. Затоа што постои, треба да знаете, постои едно правило. Ја многу сум читал за Ирската републиканска армија, многу знам, сум сретнал и луѓе у животов, но у разни контексти, кои биле дел од таа армија, со кои што сум разговарал, кои што се, пример, моја возраст, нешто малци постари, кои што биле баш у жижата се 80-ти години, кога беа терористички напади, нивни многу познати у Лондон, бомби, постои така натаму и така натаму и така натаму. Кои што нормално сега си се нормални луѓе, женети, дури еден со македонка е женет, од Капиштец, од овдека. Со македонка е женет. И викам, фино сте нашле. Оваа потомка на гемиджиите, ти викам Ирска републиканска армија, затоа викам, вие супер убракно, вие лесно се разбират. И се смее, ја знае македонската историја, знае за... Па знае, жена му е. И кога еден таков ќе ти го каже ова, а не пијандура пред гранапче, можете да замислите дека многу е сериозна работата. Со нив нема заебанција. Е сега, ќе се спојат овие елементи, идеолошка, разлика огромна во гледањето на развојот на собствената земја, на екзистенцијата на својата држава, на својот народ, европската влијанието на така наречените европски вредности врз обстанокот, безбедноста на конкретен народ на неговата држава, мигрантските политики, кои што се покажуваат катастрофални, поврзани со крајна економска девастираност и препуштеност сами на себе, на домицилното население. За нив нема социјални пакети за овие дојдени од пичке си материна, што не ни сакаат да се вклопат во тие општества кои што се базираат на јудео-христијанските вредности. За нив има све. Совршена бура, што ова конечно пукна, а Британија се обидуваше со години да го
турне по тепих и токму затоа не влезе во унијата. Они беа свесни дека ова им се случува. Од тука беше она идеја за формирање на кампови и таа, како се викаше, пакт за мигрантите, пак за што го усвои и Европскиот парламент, мислам, за отварање на кампови во земји кои што не се членови кои што не се партнери на Европската унија за префрлање на мигранти тамо, што едно време постоеше, како тоа го користеше опозицијата да ги набеди ВМРО ДПМН дека потпишале таков пакт со Велика Британија, а Велика Британија тоа реално го прави, но има своји кампови, замислете, за префрлање на оваквиве по други континенти. Меѓу другото има во Руанда таков камп. Има во Италија. Италија е членка на ЕУ, но тамо некаде во некои делови што им се рече си ненаселени некои острови и така натаму. И така натаму, кај што слично, она е за затвореници Гвантанамо кај Куба. Ција што користи како затвори, ги чуваат буквално така во резервати. Како што има нели такви внатре во Данска, кај што не смеа да ги напуштат или не знам каде, или не знам што. Во Норвешка, рецимо, Норвешка не е дел од Европската унија, има, но идејата е тоа, затоа беше борбата на Орбан со години наназад. Он исто знаел што се случува, затоа беше вие мигрант кај мене нема да ми донесете. Затоа што Орбан беше свесен за опасноста дека тоа може да ја доведе државата еден ден во страот на безбедностна криза, тоа е до граѓанска војна. И без разлика на се, затоа треба да отвориме очи во врска со оваа работа. Британија пука по шавови. По шавови. Ова што се случува, луѓе, ова оди само кон граѓанска војна, не случајно еден куп специјални сили, САС, МАС, британците, тоа јавноста него овака не се зборува во јавноста. И кажуваат луѓе кои што се таму, врие вика специјалци. Ама свесни дека не треба да влезат во војна со својиве, усмисла на протестантиве, енглезиве, а уште помалце сакаат да влезат во војна со овие дехибернираниве, разбудениве од Ирска републиканска армија. Тука се само да дел од нив, нели, појма немам, спречуваат линчови на мигранти, дел од полицијава иселува мигранти, тоест ги спасува, ги трга од нивните домови да не бидат живи запалени и така натаму и така натаму. Тотално е збунета британската влада у моментов, има сериозен проблем. И сега главното. Овој проблем, ова предзорје на граѓанска војна во Велика Британија, ако нешто радикално не преземат, сега веќе во Северна Ирска полека све што се мигрантите сами бегаат, затоа што им се загрозени с животите, затоа што со овие будаливе нема заебанција. Довде им беше тоа последното што се деси кога тој му ја сечеше главата мигрантот на тој ирецот пред очи на цела светска јавност. Споро, многу со мекам, кефлиски, гурмански му ја сечеше главата. Довде им даде. Да не зборам за стотици силувања нерешени од мигранти тамо на... Знаеш што е тоа бе за Ирец, ти да му силуваш иркиња некоја, девојче некоја, да те запали жив. Нема со нив заебанција. Тоа е таков менталитет. И сега рачунете ги овие проблеми. Истиве ви постојат у Германија, кај што имате страотно зголемено екстремно десничарски супремационистички движења и партии. Некои се забранети, но исто како во времето на Хитлер и тие што мораа да работат под радарот се страотно тивко поддржани од домицилното чисто германско население, особено од побогатите, значи финансира некој тамо без никој да знае, абе исто како времето на Хитлер, потпуно
Истото ви се случува во Данска, за Шведска да не прамувават. Истото ви се случува во Финска, само финците се побудали, побрутални се они. Исто и со нив нема заебанци. Ако нешто се обидеш да му смениш многу главата, ќе ти ебе мата. Или ако сакаш да му ги измешаш брзините со такви глупости. Мигранти, вредности, не знам какви, гета, затварање, тамо, однесување како што се однесол додека бил у пичке си материне додека живеел, а не прифаќање на вредностите на современата, нели, на вредностите кои постојат тоа држава, и финците се будали, исто, на свој начин. Истото се случува у Шпанија, истото се случува во Франција, луѓе. Оние нейтив, домицилни французи, оригинал французи, не фалсификати, оригинал французи, до овде им е дојдено. Затоа во Франција гзот им се тресе која се избори. Затоа што лепенциве, приврзанициве на Лепен од година у година стануваат се побројни и побројни и порадикални. Имате веќе, вие, сум гледал документарец на Дојче Веле, не еден. Имате вие веќе, како да ви кажам, не се тоа паравоени, милиции, како, не знам, како вие се што шета униформи со зољи, со јуришни пушки во Белфаст, они се као цивилка, као вежбаат борилачки вештини, се собираат по некои клубови, паламудат некои расистички тези, Франција на французите кур се тресе, ово она. Само што знаат дека не треба да биде толку апла. Она што го имаат веројатно складирано као оружје, само они знаат кај е. Мораат да бидат под радарот. Сите се приврзаници на Лепен. Крајно радикални. Само што ви кажам, заради тоа што Франција е таква каква што е, уште се држат така. Но тоа е бомба која што прави тика така. Чека само момент и чека наредба од некој. Или кликва. Така. Полска. Унгарија. Која што Орбан успеа да заштити. Но сега не знам како кидат работите. Вие, овие, може се овие да ме гледаат некој од опозиција да паламудат овој збори, некои расистички ствари, некој ова, некој она, против мигрантите, против ова. Не. Само фактички објаснувам состојбата каква е и го кажувам она што сум го кажувал уназад период, месеци, години, дека неминовно таа политика на Меркел ќе доведе до граѓанска војна во Европа и Европската унија ќе се распадне по теркот на Југославија, па сум рекол, ако со сеир ќе огледаме тоа, затоа што ќе си добиете со вашиот стап по ваш грб овој пат. Се враќа у животот, што викаат. Се враќа, се плаќа. Европската унија, учествувајќи во еден масакар, поттикнувајќи, финансирајќи, у тоа време Европска заедница, поттикнувајќи, финансирајќи, давајќи поддршка на нешто што подоцна се претвори во најкрвавата граѓанска војна на тлото на Европа евер од Втората светска војна, беше еден од главните придвижувачи на тој масакар, наречен граѓанска војна во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Своеволие, идеја на Америка, на САД и Германија, да си ги стуркаат своите интереси, да го прошират сферата на своето влијание до немајкаде, а тоа со живот го платија околу 150.000 тогаш така наречени југословени, а преку 2 до 4 милиона од тие беа раселени и никогаш повеќе не се вратија на своите огништа. Се истиот филм ќе го гледаат. Како сакате сватете оваа моја анализа, како сакате, но мора
во нашата македонска политика секојаш да влегува оваа поширока слика на гледање на работите и каде се движи светот и евентуалните разврски како можат да бидат во одредени ситуации. Треба сето тоа да го читаме многу точно, многу прецизно и да реагираме соодветно на тоа. Нормално, со она би рекол длабоко умна мисла, дека не треба дека овој свет е создаден од 50 нијанси на сиво. Овде нема црно и бело. Ништо у животот нема црно и бело. Се е 50, 100, 150 нијанси на сиво. Што значи секогаш има алтернатива. Секогаш постои алтернатива. Затоа изборот некој го измислил алтернатива. Нема таква работа во светот на која што не постои алтернатива, за која што нема замена. Европската унија многу брзо ќе си има такви проблеми, кои што ќе се префрлат по принцип на врзани садови или домино ефект во секоја незина членка, дури и во Бугарија. Затоа им кажувам ја на бугарите, чекајте ве људи, рано ви е зимата на вас. Рано ви е зимата. Оти таа ваша политика, која што беше политика на идиотите шовинистички, кога се распаѓаше Југославија, Бугарија ќе ја донесе до ситуација на да се бори за гол опстанок. Верувајте ми. Тек тамо еден ден, кога ќе избијат сите под тепих пикнати антагонизми, национализми, романтичарски идеи за препознатливост на уетничка смисла, за полна рамноправност, кога ќе излезат од под тепих сите тие работи кои што Живков ги има ставано, туркано под тепих и сите тие што дојдеа по него, тамо ќе видат циркус. Циркус, ако име, и за нив ќе фаќаме сеир. Тогаш ќе ги прашам. Ако мисля дека толку лесно ќе се извлечат од говната, кога ќе почнат да се преливаат од Велика Британија према Европската унија. Ако мисля дека толку лесно ќе се извлечат од тие говна, нема да се извлечат. Не знам колку... мислам дека треба да прекинам, не знам колку минути зборам, да не ве тупам премногу. Мислам дека бев јасен.